Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Каков неочекуван ден! Браќата на Јосиф повторно отишле во Египет со цел да купат жито. Тие не знаеле дека нивниот брат е прв помошник на владетелот на земјата, оној кој пред 20 години го продале како роб, затоа што му завидувале. Јосиф заповедал да се подготви гозба. Редоследот на седење бил како дома. Чудно, помислиле браќата. Биле задоволни кога конечно биле на пат кон дома со полни вреки со жито, но не отишле многу далеку. Застанете, не мрдајте, сте ја украле сребрената чаша на мојот господар. Не, ништо не сме украле. Види самиот. Слугата пребарал насекаде. Последната вреќа што ја отворил била на Венјамин. Еве го крадецот, сите ќе се вратите и ќе останете овде како робови. Биле однесени пред Јосиф. Треперејки, сите му се поклониле. Тој заповедал некој да ја стави чашата во една од вреките со цел да ги испита браќата. Дали тие ќе се држат заедно или срцата се уште им се злобни, како порано. Јосиф им се обратил остро. Зошто го направивте ова? Крадецот ќе остане овде како мој роб. Тогаш Јуда проговорил. Те молам, пушти го Венјамин да оди, а наместо него земи ме мене како роб. Воспротивно, нашиот татко ќе умре од тага. Браќата се држеле заедно. Тогаш Јосиф им кажал кој е. Дали ме препознавате? Јас сум Јосиф, вашиот брат. Тие останале без зборови, а Јосиф плачел од радост и ги прегрнал. Бог ме испрати во Египет, за вие да останете живи. Одете и донесете го нашиот татко и семејствата. Доаѓаат уште 5 години глад, но јас ќе се погрижам за вас. Тогаш им дал многу подароци да ги однесат дома. Татко им бил пресреќен кога слушнал дека Јосиф е жив. Набрзо потоа 70 луѓе со целиот свој имот се преселиле во најдобриот дел на Египет. Каква прослава! По 20 години Јосиф повторно го видел татко му. Бог свртал се на добро, а браќата конечно го признале лошото дело. Јосиф, те молам прости ни за тоа што ти го направивме. Жал ни е. Ви простувам. Вие смисливте зло, но Бог тоа го замисли за добро. Бог сврте се кон добро. Тоа беше неговиот план за да ги зачува неговите луѓе живи. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!